Скијачките центри Маврово и Попова шапка остануваат на врвот кај домашните скијачки центри и покрај минималните интервенции последниве години. Стартот на скијачката приказна во Маврово датира од 1959 година, кога тогашниот скијачки сојуз решил на ова место да се гради скијачки центар. Изградбата на првиот сместувачки капацитет, скијачка школа, почнала 5 години подоцна, кој денес е хотел. Ски центарот е основан од Заре Лазаревски, чие име денес го носи овој ски центар. Половина век подоцна, скијачкиот центар на Бистра е препознатлив по патеките на кои се одржуваат врвни меѓународни надпревари во алпско, нордиско и сноуборд скијање. Вкупната должина на 11 ски лифтови и 3 жишари изнесува 5700 метри, со капацитет до 11100 патници на час. Со ваква инфраструктура можно е да се скија на висина од 1255 до 1860 метри надморска височина. Патеките кои се подготвуваат со 6 ратраци се соодветни за почетници, напредни скијачи, како и за професионалци во категориите алпско и нордиско скијање. Должината на скијачките патеки под жичарите изнесува 5000 метри, а должината на скилифтовите е 10000 метри. Сите патеки под скилифтовите се осветлени и озвучени, така што скијањето е возможено и навечер. Попова шапка е еден од најстарите и најголемите ски центри во Македонија, кој датира уште од 1947 година и е распослан на падините на една од највисоките планини во Македонија, Шар планина. Сместена надморска височина од 1800 метри, се одликува со голем број сончеви денови и со снежна покривка, погодна за квалитетно скијање од крајот на ноември до април. Ски центарот располага со повеќе жичници и ски лифтови, чија вкупна должина е 11000 метри, со капацитет до 8000 скијачи на час. Вкупната должина на ски патеките е околу 20 километри, а скијачкиот простор се протега над 35 квадратни километри. Има 2 жичници, 5 ски лифта и 15 скијачки патеки и располага со патеки за почетници, за напредни скијачи и за надпреварувачи во алпско скијање. Ски карти во домашните скијачки центри се движат од 300 до 1100 денари. Најевтини билети за скијање има ски центарот Копанки на Пелистер. Дневната карта е 300, детската е 200 денари, а дополнителни 100 денари се плаќаат за жичницата. Во Крушево цената на дневниот е 500 денари, на полудневниот 350, а на жичницата е 150 денари. На Попова шапка се нудат 3 типа на ски карти, дневна од 900, полудневна од 600 и детска од 400 денари. Во Маврово е најскапо, дневната карта е 1100 денари, утринската која важи до 13 часот е 650, попладневната е 850, а билетот за жичарата чини 300 денари. Но македонците не се откажуваат од зимување во угостителските капацитети што се нудат во Банско и Боровец во соседна Бугарија. И годинава, како изминатите години, најголем интерес има за хотелите во овие зимски туристички центри, иако се атрактивни и сместувачките капацитети во соседна Србија како Златибор и Копаоник. Туристичките агенции велат дека трендот на заминување во Банско и Боровец продолжува и годинава и најмногу се патува во овие туристички центри во зимскиот период поради големиот избор хотели и пристапни цени. Цените за аранжманите за полупансион во хотелите во Банско се движат од 30 до 50 евра дневно, во зависност од типот на хотелот, а слични се цените и во Боровец. Поевтино сместување со појадок и вечера може да се најде во хотелите во Пампорово, каде што се нудат аранжмани за околу 20 евра. Помал интересот за зимување во домашните туристички капацитети во Македонија како што се Маврово, Берово и Крушево. Во Маврово во хотел полупансион чини околу 40 евра, а пониски се цените за во Крушево, каде што престој во хотел со полупансион може да се најде и за околу 20 евра.